Ана, дали си ти тоа? Здраво! Да, јас сум. Многу ми е мило што те гледам. Те немам видено откако се одцели од соседството. Како си? Поминавме низ тешки времиња, но успеавме да ги пребродиме. Како и да е? Како е твојот син? Ох, јас се гордеам со него. Тој е многу добар. Дипломираше во Стенфорд со високи почести. Многу е успешен. А твојот син дали оди на коледж? О, не прашувај. Мојот син не оди на коледж. Жално. Мојот син после студиите започна свој бизнис. И тоа го прави многу добро. А твојот син дали има свој бизнис? Не. Мојот син нема собствен бизнис. Тој работи во непрофитна компанија. Многу ми е жал. Како и да е. Син ми ќе биде овде за неколку минути и ќе одиме на неговата викендица. А каде живее твојот син? Дали има собствен стан? Мамо, Здраво. дај ми ги торбите, да ти помогнам. Извини што те оставив да чекаш. Сине, оди до колата да ја поздравам мојава школска пријателка. Во рете, мамо, ве поздравувам и двете. Знаеш што? Мојот син не заврши факултет, бидејќи јас се разболев и тој се врати назад за да се грижи за мене. Го молев да продолжи со студиите, но тој одбиваше, иако изгуби стипендија како напреден студент. Мојот син не започна собствен бизнис или... Не, тој работи во непрофитна компанија. За него не е важно колку пари ќе заработи, како што му е важно да направи промени во животите на луѓето. Мојот син нема собствена куќа. Тој всушност живее со мене. Откако почина мојот сопруг, тој не сакаше да ме остави сама на себе и се врати назад за да се грижи за мене. Та, драга, мојот син не заврши факултет, не започна собствен бизнис или пак нема модерна и луксузна куќа како твојот син. Но јас се гордеам со него, бидејќи се најде себе си. Мамо, што дремеш толку многу? Ох, сине, се извинувам. Не ме интересира твоето извинување. Ми го трошиш времето. Ајде доаѓи веќе еднаш. И последно, драга, мојот син знае како да ја помогне на својата мајка. Убаво беше што се видовме. Здраво, драга! Како си? Се јавувам во врска со твојот син. Би сакала да го поканам на интервју во мојата фирма, затоа што многу добро се сеќавам колку талентиран ученик е. А воедно би сакала и да го стипендирам, па така ќе може да ги дозаврши студиите кои што ги започна пред да се разболиш. Здраво, драга! Ама убаво изненадување. Се сеќавам на времето колку само бевме блиски, колку пати сме си го отварале срцето една пред друга. И многу добро се сеќавам на оние надпревари на кои што често победуваше твојот син. А сега на вистина би сакала да го поддржам, затоа што таков капацитет е штета да остане со недозавршено студирање. Вработувајќи го, очекувам креативност и соработка со мојот тим, така што би направиле позитивни промени во животот на нашите клиенти. А секако со тоа ќе добие и пракса и знаење кое што ќе му користи во иднина. Па се надевам дека ќе го охрабриш за да дојде на интервју. И така ќе се договориме и за важни детали. Може? Сине, ти се насмеа среќата. Сите знаеме, некој кој својот живот го споредува со туѓите животи и така се убедува дека животот му е подобар, дека ги победил другите. Таквите личности се уверени дека ако заминат во подобро училиште, или ако имаат повеќе пари, или ако имаат модерна куќа, дека во очи на другите тоа ги прави да изгледаат попаметни и посреќни. Што е важно да запамти? Како прво, срамот е една од најмоćните емоции. Тоа е страв. Дека ние не сме доволно добри. А гордост
Таа е како бензин. Гордоста го распламтува срамот, но скромноста го гаси. Како втор, имањето добар живот не е базирано врз она што го имат, туку врз она што го дават. Како трето, личност која не отишла во најдоброто училиште, може би научила повеќе од животното искуство. И како четврто, личноста која нема модерна куќа, може да има посреќен дом. Затоа запомнете, успехот не ви е гаранција за вашата среќа, но ако сте среќни, секогаш останувате успешни.